Здраво, ова е 240-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Triangle of Sadness на Рубен Ослунд, во кој станува збор за парото од модната индустрија Карл и Јаја, глумени од Харис Дикинсон и Чарби Дин, кои поради популарноста на Јаја заминуваат на крстарење на јахтата со богаташи, која ќе биде нападната и потоната од пирати и неколку мина од нив ќе завршат на пуст остров, кај што нивната финансиска состојба е ирелевантна и важни се нивните примални способности за преживување. Еден е капетан на бродот, а друг на островот. Сатирата е едно од најмоќните средства на комедијата, кое што Рубен безрезервно го употребува во неговиот најнов филм, задавајќи го првиот удар на фарсата која се крие зад површниот свет на манекените на кастингот за реклама, за да можеме да се запознаеме со ликот кој има проблем што неговата девојка го манипулира за тој да ја плати сметката во ресторанот, иако таа заработува повеќе од него, исмевајќи го и концептот на спонзоруша, односно аспирациите на жена трофеј кои ги има младата манекенка, кои, за волја на иронијата, на крајот на филмот ќе бидат епитети со кои ќе се преозначи Карл, расправи околу сметката мотивирана од препукувањето на режисерот и неговата сопруга пред 8 години, која исто така завршила со ставање на банкнота од 50 евра во вратата во лифтот, така што ако не е саниран лифтот, може и банкнотата стои се уште во хотелот Мартинес во Кани ден денес. Модната индустрија немилосрдно е нападната со плитките изрази за подобрување на животот на земјата за сите, кои се искористени за да бидат беззначајни слогани за модните кампањи, исцедени од значење, меѓутоа делотворни за продажба на брендираните продукти, кои ќе придонесат дополнително да ја загадиме средината. Сопругата на Рубен е модна фотограферка, така што добро е запознаена во кои брендови моделите се смејат, а во кои позираат натажено. Уште кога се напоменува дека машките модели заработуваат 1/3 помалку од женските, се наметнува една потреба од полова флуидност во поделбата на обврските задолженијата во врската и во кулминацијата на островот, кај што машкиот модел се претвора во спонзоруша, каква што цели да биде неговата девојка на јахтата, за која не е секси да се зборува за пари, но неговата девојка на островот ќе окупи неговиот забник за соленки. Убавината е комодитет кој има своја цена, телесните атрибути стануваат валута, па дури и на пуст остров. Филмот го отвора прашањето за еднаквоста, колку е таа возможна помеѓу половите денес и на кој начин ќе биде таа имплементирана во поделбата на должностите, но кога богаташите ќе и напоменат на сервилната послуга дека сите се еднакви, се цементира иронијата на тој исказ кој ќе води кон нови катастрофи. Така што филмот таргетира проблематика не само при половата нееднаквост, туку и финансиска, па дури и си поигрува со расната нееднаквост, кога рускиот олигарх го обвинува африканецот дека е пират, а не послуга на бродот, што на крајот се докажува дека е вистина и говори за парадоксалноста на предрасудите. Некој има еден следбеник повеќе, а друг некоја нула вишок на жиросметка, сосема доволно да се зголеми јазот помеѓу класа и маса, дистинкција која е евидентна, но што ако класата не е класа, а масата не е маса? Нееднаквоста е проминентна од самото наше раѓање до смртта, која е единствената која ќе не порамни. Имено, Ослунд во текот на филмот подметнува неколку чинители во сцените, кои што се наговестувачи на идни катастрофи, кои му ги напоменува на гледачот како јасни индикации кои се занемарени од ликовите однатре филмот, како што е банкнотата на вечерата и исказот дека ќе се расипе храната ако не се подготви, причинителот за иницирање на лавина на несреќа, против која гледачот е немоќен да реагира, затоа што ликовите се себични и небрежни и се доведува до неповолна ситуација да го потонат овој вавилонски Титаник, меѓутоа барем на него ќе има нутела доведена со хеликоптер, па не се богаташите дивјаци. Милиардери дишат друг воздух и ги имаат земните погодности и богатства на дланка, живеејќи поквалитетен живот од останатите, без разлика дали се баба и дедо кои ја држат во рака воената индустрија, шефови на комбинати кои продаваат измет за ѓубриво, се програмери или спонзоруши, ниту еден не е поштеден од Ослунд, кој на својствен начин Буњаеловски ја исмева денешната аристократија и буржуазија и нивната емоционална плиткост и неспретност, кога нивното богатство се избрише од равенката, затоа што без него не знаат огон да запалат, ниту да уловат храна за да преживеат.
тие се обидуваат да останат на врвот на хиерархијата, купувајќи си жени трофеи, кои ќе може да ги парадираат како приврзок на забавите, затоа што пари плюс убавина е еднакво на успех, формула во која се колне високиот сталеж. Ниските сталежи пак мора да се смешкаат на модерните робовладетели, не баре се нивни слуги, затоа што екзистенцијата им е директно поврзана со нивната милост и немилост, а богаташите ја злоупотребуваат таа корелација за да може да се изживуваат со купената превласт и моќ која ја диктираат шерените ливчиња хартија. Меѓутоа, секој од ликовите е човечко битие, кое ќе си го добие своето парче на срам и омаловажување од тортата наречена живот, без разлика дали е богат или сиромашен. Може би пластичната хирургија може да се среди триаголникот на тагата, односно брчките на челото со ботоксче, ама дали тоа ќе донесе некому среќа е коректното прашање кое треба да се постави, или само ќе се поправи фасадата зад која се крие една емоционална руина. Филмот е структуриран на класичната поделба на три чина, во кој првиот чин се однесува на врската на моделите, започнувајќи интимно од еден микросвет, вториот е патување со јахтата, проширувајќи се на ликови кои се одлика на имотните кои ги носат одлуките на неимотните, за благодарение на раскошот и декаденцијата предизвикаат пад на западната хиерархија, биде потонат бродот од модерните пирати, иронично од гранатата произведена од богаташите, а третиот е пустиот остров кај што се стеснува наративот врз преживеаните малкумина, кај што нормативот на богатството е неприменлив, затоа што во сценариото на Господарот на мувите ќе раководи хигиеничарката која е најспретна за преживување, враќајќи ја човечката заедница на почетокот на постоењето, наметнувајќи своевиден матриархат по своја волја, кај што секој добива толку колку што заслужил во очите на новата поглаварка. Факт е дека човекот е социјално битие и сака да припаѓа на некој табор во заедницата, да ги прифати иманентните обележја на кастата и опкружувањето, за да се припои до нив и изгуби во толпата, но што се случува кога нема да може да ги исполни очекувањата кои ги имаат другите за него, што ако не е дорасна за туѓите представи за него. Марк Твејновата девиза за избегнување на кавгата со идиот, затоа што ќе те повлече до неговото ниво и победи поради искуството, ми е една од неколкуте животни мантри, која ликот на Вуди Халсон ја напоменува во расправијата на прочитани умотворби на славни мислители, кај што рускиот капиталист и американскиот социјалист се препираат, кај што никој не е поштеден од испукувањето на мудрите искази, кои се благозвучна теорија, но кога ќе се остане на наводно пустиот остров, демагогијата пропаѓа во практика. Максимите на Маркс и Енгелс се ставени на тапет наспрот јалчноста и незадоволството на денешниот човек со неговите прокламирани изместени вредности, мерила и постулати благодарение на капитализмот, па затоа се постигнува саканата комична дискрепанца од колизијата на овие две гледишта. Во Форс мажур лавината пресуди за себичното однесување на таткото, во Квадратот човекот мајмун ги провоцираше елитистите на вечерата, а во новиот филм на Рубен масовното повраќање е шокантната сцена во која се исмејува привидната прибраност на елитата, која што кога ќе биде соочена со катаклизма, односно кога ќе се загрозат животите, се сведува на носење на примални решенија, во кои се согледува вистинското лице на ликовите, кои се под закрила на нивната титуларност и богатство. Нема место за политичка коректност, кога секој ќе треба да се бори за себе си, што во филмовите на шведскиот режисер му овозможува на гледачот да се запраша како би реагирал тој доколку се најде во таа ситуација и кои одлуки афективно би ги донел, согледувајќи како ќе се однесува менталитетот на ставото во кое припаѓа. Канеке не можеше да одолее да не ги исмее богаташите во Happy End, кога го анализирав платформа говорев за вертикалната хиерархија во затворот, а кога го рецензирав New Order во видеологија, го евидентирав револтот помеѓу сиромашните и богатите, кој во Snowpiercer, например, беше елоквентно ситуиран во движечки воз, но Ослун во неговиот филм го евидентира јазот помеѓу богатите и сиромашните со помош на комичните и абсурдните ситуации во кои се затекнати ликовите. Исмевањето на ненаситноста и хедонизмот асоцира на Ла Гранд Буфе на Ферери, или пак Буњуеловата шлаканица за суетната аристократија, но неминовна е паралелата со сувопарниот хумор, кој е заеднички именител на филмовите на Аки Каурисмаки и Рој Андерсон, меѓутоа актуелноста и горливоста на темите го двои Ослун од нив, а сценаристички плови поблиску до друга јахта на богаташи, чиј што продолом ќе ги изедначи богатите и сиромашните во Paradise Lagoon од 1957 година, односно The Admirable Crichton, како
како што гласеше во Британија, кој има свој истоимен нем предвесник во 1918 година и неколку ТВ адаптации на оваа комична театарска пиеса од 1902 година во различна уметничка гранка, па низ таа призма новиот филм на Ослунд за некого ќе му делува како лажна копија на чанта на Шанел продадена на плажа. Иако секое здраворазумно битие би се обидело да го истражи островот, првиот миг кога ќе заврши на него, да дознае каде се наоѓа, овие богаташи немаат допир со реалноста и се навикнати на погодностите кои им ги нуди финансиската состојба, што немаат ни основна способност за преживување, па да очекувам да истражуваат, мислам дека би било преголемо барање за овие милионерски безделничари. Во епилогот ја забележуваме заслепеноста од моќта врз другите ликови, кај што хигиеничарката веќе станува навлечена на диктатурата која ја воспоставува и во никој случај нема да дозволи да се врати во реалноста, кај што е нечи измеќар наместо крал на островот, така што логично е да направи се што е во нејзина моќ да ги задржи ликовите на островот, налик слична поставеност на повлечениот лик од реалноста кој прерасна во кралица на островот во Yellow Jackets. Мојот имењак Златко Буриќ одлично ја долови улогата на рускиот олигарх кој се моли на српски, лик кој е близок на домашните богаташи, кои се збогатија за време на југословенската транзиција, превртливи експлоататори кои благодарение на потта и трудот на народот и денес дишат почист воздух во нивните вили на високо. Одличен двоец се постигнува со капетанот на бродот кој глуми Вуди Харелсон, кој што го знае вистинското лице на препотентните и арогантни богаташи и не го оправдува нивното однесување и им пркоси, искажувајќи си ги своите ставови и тие на Ноам Чомски на разглас додека бродот тоне. За жал нема композитор кој ќе го засили музичкиот избор во филмот, оставајќи го посиромашен звучно рамниште, но Рубенс целел на тишината помеѓу саундтракот, кој се базира на бајати поп композиции кои би се слушнале на едни вакви евротреш патувања, а агресијата на Refused е употребена на вистинското место во вистинското време. Фотографијата на постојаниот соработник на Рубенс, Фредрик Вензел, е одмерена, калкулирана, резигнирана и фиксирана со по некој ефективен панорамски кадар на модната писта или исполнет широк план, меѓутоа се воспоставува прекрасната подлога за контрапункт помеѓу статичноста и бурните сцени во кои бродот тоне. Тој не е единствениот кој кадрира, истото го прави и манекенката која што позира со шпагети за еден следбеник повеќе, иако нема намера да ги изведе, што е најадекватна алегорија, слика и прилика на лицемерието и плиткоста која царува на Инстаграм, но се додека има обожуватели кои безпотребно ќе ги поддржуваат идолите, ќе има себични и манипулативни инфлуенсерки во општеството на спектакл. Монтажата ја работи Рубен заедно со монтажерот на документарни филмови Микел Се Карлсон и по не знам кој пат ќе напоменам за проблематичноста која произлегува од монтирањето на филмот од страна на самиот режисер, кој што во овој случај точно знае како да го истакне комичниот тајминг, меѓутоа ја нема објективноста за временските рамки во кои треба да го сосредоточи делото и завршуваме со богата, но нефокусирана и некохезивна аморфна форма, со невпрегнати наративни нишки од мноштвото на уфрлени ликови во разнообразниот филм, кои што се оддалечени неколку раце на монтажа од беспрекорната форма, за која што е потребно да се отстрани наративното сало, затегне ременот околу структурата и отфрлат убавите сцени кои не само што му тежат на филмот, туку пречат на гледачкото искуство, што сметам дека е најголемата слабост на филмот. Triangle of Sadness е шестиот долгометражен игран филм на режисерот Рубен Ослунд. Тој ја започна својата филмска кариера кон крајот на 90-тите години, кога ги режираше двата кратки адреналински скијачки филма Free Radicals за скијачите металци на опасните предели од планинските масиви ширум Европа, кај што за прв пат ја употреби композицијата New Noise на Refused, која тогаш гласеше The New Beat, која што е составен дел од сцената со повраќаниците во новиот филм. Во раните 2000-ти снима неколку кратки документарни филмови и видеоспот на Mustache, Down in Black, пред да го сними првиот долгометражен игрен филм во кој прикажува живот на екземплари на маргиналните ликови од шведското општество. Вниманието на европските филмски фестивали за прв пат го привлече со краткиот игран филм од 2005 година Autobiographical Scene Number 6882, кај што еден од групата на пријатели, провоциран од неговите другари дека се плаши, скока од мост кој е 20 на метри над водата, снимен во широки планови со фиксирана камера. Во ист стил, наредната година го сними краткиот Not Bad,
кај што друштво кое е под дејство на наркотици одлучува да се себе докаже и започна плива од еден гребен до друг во ноќта низ ладна вода, за кога ќе пристигнат да заклучат дека еден од нивните другари кој пливал со нив не достасува. Вториот долгометражен игран филм го снима во 2008 година и игра на Канскиот филмски фестивал, гласејќи Involuntary, во кои ликови од различни окружувања ги става пред одлучни мигови во нивните животи, кај што треба да пресудат дали ќе подлегнат на притисокот на заедницата и ги сносат реперкусиите на тие своји небрежни одлуки. Во 2010 година на Берлинале е прикажан краткиот игран филм Incident by a Bank, реконструкција снимена во еден долг широк кадар со зумирање на двајца сведоци кои стравуваат дека двајца маскирани ќе се обидат да ограбат банка и го снимат грабежот пред банката, негодувајќи зошто се мобилните телефони со слаба резолуција. Во 2011 година го снима неговиот трет долг игран филм Play, кој е прикажан на ТИФ, во кој група на тинејџери извршуваат врсничко насилство ширум Шведска, неговиот Clockwork Orange за малолетници ако повеќе сакате. Во почетокот на кариерата, продуцентот на неговите филмови Ерик Хемендорф е косценарист. Во 2014 година го снима Force Majeure, филмот кој освои Палма на Кански во Uncertain Regard категоријата, филм за семејството кое е под закана на една ненадејна лавина на зимување на Алпите, во која таткото инстинктивно реагира себично, кој доби свој ремейк минатите години. Првиот негов филм кој го рецензира во видеологија е четвртиот негов игран филм The Square од 2017 година, добитникот на Златна Палма за поставката на контроверзната инсталација. Така што Рубен во сите филмови се обидува да прикаже како реагираат одредени индивидуи во микрозаедницата кога ќе бидат ставени под притисок, без разлика дали е во прашање друштво, семејство или богаташи на јахта, како во неговиот последен филм. Ослунд ги истражува механизмите со кои оперираат овие самосоздадени заедници на ликови со исти интереси и како се носат со последиците на нивните егоистични одлуки. Прашањето е до кога ќе може Рубен да го покажува прстот во другите индустрии прети самиот да стане копија на себе си, односно заробеник на конструктот на собствените драматуршки зандани во вакви 10 милионски филмови. Филмот имаше својата премиера на овогодишниот Кански фестивал, кај што се закити со Златната Палма, приклучувајќи се на друштвото на двојни добитници како што се Ханеке, Кустурица, Дарден, Лоуч и Копола, а имајќи можност да погледнам поголем дел од канската селекција на филмови, можам да потврдам дека жури комисијата предводена од Лондон и неговите колеги не сгрешиле со одлуката. Потоа играше Сиднеј, Јерусалим, Нью Хорайзен, Сан Себастијан, Сарајево, Цирих, игра и на ТИФ и Њујорк, а јас имав можност да го погледам на големото платно на отворањето на Скопје филм фестивал. Убаво е чувството кога ќе допре некој филм до публиката и изнуди искрена бурна реакција, кај што кај различни демографии на гледачи се наслушнуваше смеа, која е повеќе од потребна затоа што гледачот е дел од перформансот и треба да е во сооднос со погледнатото и да се обрати на платното, а овој филм мислам дека иако ги исмева 1%-ашите, 99% од публиката може да се смејат на нивните незгоди и да навиваат за хероите од ниските рангови, пред и самите ликови да се опијат од стекнатата моќ. Ефективен амалгам на социокритичката европска школа со американската забава, односно брак на уметност и ентертејмент, кај што еуфемизмите и флоскулите на сладкоречивоста го губа значењето кога стомакот е празен, а кавијар нема на дофат. За жал, Чалви Дин почина во август оваа година на 32 годишна возраст, но барем незиното последно филмско дело ќе биде врвно остварување кое ја има овековечено незината убавина на филмското платно, така што таа ќе биде жива секогаш кога ќе го пуштите филмот. Филм кој докажува дека комедијата умее да содржи високи естетски норми, да отвори многу прашања за болестите на денешницата, да биде интелектуално стимулирачка, но и да може секој гледач да се поврзе со очовечените ликови во творбата и нивните аномалии, кои не само што треба, туку и мора да ги исмева комедијата по дефиниција. По филмот запрашајте се дали ќе ја делите сметката во ресторан или ќе ја плати некој целосно, дали со парите може да си купите среќа и на крај дали ќе ја споделите храната на пустиот остров или ќе ја криете од вашите пријатели. Ако морам да го евалуирам, тогаш Triangle of Sadness од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 240-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!